Многу ви благодарам за поканата. Благодарност до Катерина Гоцевска што не стави и не вклучи во програмата на последното издание на фестивалот Војдан Чернодрински. Јас сум Иванка Апостолова, сум раководител на Македонскиот центар на Интернационален театарски институт. Денеска ќе ви ја представам програмата за оваа година. Убава работа што за прв пат не поддржи повеќе како формат на проект, но јас го третирам како програма, не поддржи Министерството за култура. Не станува збор за нека големи средства, меѓутоа може да се направат доста добри работи доколку се поколаборативни театарските институции. Само момент. Програмата ни се вика Сирота мала богата драма, драматично или патетично, која што всушност произлегува од насловот на електронската книга во која што се вклучени 11 кратки драми од ланската година, која што настана како фоллоуап на креативната работилница под менторство на Улрике Зиха, германска драмска авторка, која што одржа еднодневна работилница со млади драмски писатели од Македонија, поети, прозни писатели кои што се интересираат за драмската форма. Од тоа произлезна книга со кратки текстови за кои што понатаму ќе ви кажувам. Постепено се одлучивме насловот да ја одбележи програмата за оваа година. На почетокот на годината влеговме како соработници и поддржувачи на проектот The European Balcony Project, кој што го иницира Институтот за европска демокрација во Берлин. Го преведовме манифестот, кој што главен акцент става на тоа дека всушност сите држави кои што се во Европа се по дефолт европски. Повеќето настани беа дигитални. За жал ние не успеавме повеќе од превод и промоција на проектната соработка, не успеавме да направиме, да изорганизираме некаков заеднички проект. Се надевам во некоја следна прилика. Меѓутоа, соработката искористивме како дел од промоцијата на социјалните мрежи и на професионалните мрежи кои што ги делиме заедно со проектот The European Balcony Project, во кој што се вклучени многу европски театри, европски фестивали за театар, неколку музеи за театар и визуелни уметности, универзитети, организации и така натаму. Меѓу другото се вклучивме и во рамките на платформата на papkultura.pl, тоа е нешто како Сикулт во Србија или како Kultura.si во Словенија, каде што организаторите на платформата се поврзани со европски сродни институции од доменот на изведбените уметности, драмска дејност, перформанс, современ танц, каде што споделуваат информации за различни соработки, повици за различни соработки, повици за заеднички проекти, повици за учество на едукативни работилници, фестивалски учества и така натаму. Оваа година повторно заради средствата можевме да излеземе од дигиталната сфера и да организираме програма по повод 27 март Светскиот ден на театарот, каде што програмскиот одбор го одбра за автор на македонската порака, познатиот македонски драмски писател Југослав Петровски. Тој ја напиша својата порака. Обично во овие соработки нашиот центар изработува промотивна фотосесија која што ја дистрибуира меѓународно и локално преку дигиталните средства, затоа што е најекономично, најефективно и многу далеку стигнува размената на информации и податоци. Во програмата учествуваа неколку членови на програмскиот одбор и членови на Македонскиот центар ЛЕИТИ. Секој се представи со некакво свое кратко видување пред се за својата професија во контекст на актуелните состојби и услови во современиот македонски театар. Поддршка добивме од Центарот на Европска унија во Скопје, кој што всушност доколку влегува програмата во рамките на нивната, односно проектот, активноста доколку влегува во рамките на нивната програма, тие ја вклучуваат во својот и ви нудат бесплатен простор со опрема, што е од голема помош за
мали организации како што е нашата, кои што добиваат или воопшто не добиваме средства, или кога ќе добиеме средство, имаме додатен напор и обврска да најдеме in-kind партнер за простор, за опрема, со цел да се изваде пристојно тоа што сме го замислиле. Во принцип, јавни дебати, дискусии се најекономичен формат на меѓусебно запознавање и размена на искуства. Понатаму во подобри финансиски и организацијски услови можеме нешто поамбициозно да направиме. Веќе втора година Гете институтот од Скопје не поддржува со проект во рамките на нивните мини грантови кои што се во износ од 3000 евра. Оваа година соработувавме со познатиот светски и европски театарски сценограф Јан Папелбаум, кој што му е долгогодишен партнер на Томас Остермаер, работата во Шаубуне во Берлин, познатиот прогресивен театар за современ драмски театар. Неговата работилница, која што започна со воведно предавање, модерното на сцена или сонот на куќата. Предавањето беше изведено во Музеот на современа уметност, додека работилницата, дводневна интензивна работилница, ја изведовме во просториите на Дом на градежници, денеска Дом на културата Кочорацин. Многу сум среќна и задоволна и благодарна што повеќето од помладата генерација сценографи, кои што повеќето од нив се вработени во македонските театри, активно учествуваа во работилницата и направија одлични, многу зрели сценографски експозеа кои што на крај ќе ви ги покажам. Јан Папелбаум е уметник, театарски уметник, со многу сериозен метод и начин на работа, со еден позитивен фанатизам, максимално се посвети не само на групата, него на секој поединец во групата. Интересно беше тоа што текстовите кои што ги посочи беа 3 класични текстови, Мило за Драга на Шекспир, за жал никој не го одбра тој текст за обработка, Дивата патка на Ибсен и Кавказски круг со Креда на Брехт, така да спонтано, односно според избор на текст, се поделија учесниците на 2 групи, така наречена Ибзеновска група, Ибзен група и Брехт група. Понатаму ќе ви кажам нешто повеќе за ако фоллоуапот на овој проект. Интересно беше што човекот, посебно Брехтовската група, има дел од наставата на терен, посетија неколку интересни локации во Скопје, кои што треба да послужат како потенцијален извор на инспирација. Значи, на кој начин може градот да се користи како извор за препознавање на материјал за современа сценографија во комуникација со текстот, која што ќе биде дестилирана понатаму за сцена. Првиот дел од фоллоуапот е фотографската изложба која што само иницијативно Јан Папелбаум ја направи, инспириран од Скопје, од неколку локации од Скопје кои што сам ги истражуваше за време на својот престој. Фотографската изложба е објавена на платформата Маркс, која што ја водат млади архитекти и е посветена на старата и новата архитектура на тлото на Македонија. Значи можете да ја погледнете, јас ќе ви испратам и линк на некој што сте заинтересирани. Бидејќи сум соработник на глобалното списание за театар и изведена уметност The Theatre Times, направив интервју со Јан Папелбаум, кој што е веќе објавено, беше објавено на 24 април, сега е достапно на страните на Theatre Times. На 29 април, денот на танцот, направивме програма во соработка со членовите на програмски и на танцов одбор. Танцовиот одбор ја селектираше Гордана Дејан Попхристова како авторка на македонската порака по повод денот на танцот. Да го изрази своето мислење, својот емотивен став и професионален. Незината ќерка зборуваше за незината работа, мотивите, пристапот, незиниот живот денеска во Еквадор. Се представија неколку теоретичари и практичари од активни во танцот, што се Искра Шукарева, Сонја Здравковска, Джапаровска, Олга Панго. Еден добар повод да се запознаеме поблиску, да повторно се разменат малку по-отворено, без цензура, некои видувања
односно како стојат работите во рамките на современиот македонски танц, класичен и современ. Колегата Саша Огненовски, како наш член на Центарот, не представуваше на второто издание на театарскиот шоукейс кој што го организира Словенско младинско гледалишче. Одлична прилика да се воспостават нови контакти, да се видат добри представи, да се напишат квалитетни текстови. Комплименти за Сашо и твојата соработка со Критика.мк, каде што ги објавуваш своите доста сериозни, елаборирани, длабоки критики и осврти. Меѓу другото не представуваше и на студијно позорје оваа година, каде што можеме и после во делот со дискусија да споделиш импресии за изборот на програма, начинот на кој што се курира шоукейсот во Љубљана и овогодинешното издание на студијно позорје. Ланската година се поврзавме со нашиот режисер Оливер Мицевски, кој што работи и живее во Унгарија, меѓутоа неговите представи се поставуваат во повеќе театри низ Европа. Посебен акцент за меѓународна промоција преку нашиот центар ставивме на новата продукција Анстрид според текстот на Роналд Шинелфенинг. Во неговите представи, последни 3 представи како стален соработник веќе се воспостави втемели Жанета Вангели, која што ја работи визуалната драматургија, поточно му го смислува целосно графички дизајн, сценографијата и костимографијата. Според разговорот со Оливер Мицевски свадевме дека всушност неговите соработници му служат и како додатен извор на инспирација, односно целиот процес на детални визуални елаборирања, дискусии, понатаму тој ги дестилира, ги трансформира во материјал за мизансцена, што е доста интересен како метод и пристап. Јас топло препорачувам некој од нашите театри да го покане на соработка. Следното гостување од 27 мај до 31 мај беше на Маша Грижек, перформерка и писателка за деца и млади, така наречена господјата со шешир, исклучително талантирана жена, која што го изведе своето предавање за својата работа, за незината соработка со најдобрите илустратори во Словенија, начинот на кој што ги препознава темите, стилот на раскажување кој што го користи, условите за детски и младински програми кои што ги нуди Министерството за култура и градот Љубљана во Словенија. Малку повеќе информации за културните политики во нивната земја, наспроти нашите беше одлично искуство. Предавањето ни го поддржа Литература.мк во Скопје, додека работилницата наменета за деца, која што искам исклучително успешна и многу сум благодарна на колегите кои што го водат музеот на Тетовскиот регион, во спомен куќата, го заборавив името, не ми замерете, има чудесен двор, како некакво, не знам, тревно поле на среќа изолирано од реалноста хаотично во Тетово. Беше градината која што поседуваат со амфитеатарот во спомен куќата во стариот дел од Тетово. Дојда 3 училишта, децата беа многу отворени, приказната беше всушност шалчкари во слободен превод луѓе филџани, кои што таа донесе матрици хартиени, веќе сечени ликови. Задачата која што има децата беше да го искористат природниот простор, трева, растенија, земја, песок, гранки, ливчиња, со цел да изградат кутички, значи еден интересен сценографски пристап, да им изградат домови и да ги стават, да ги постават во домот хартиените ликови. На иницијатива на Детскиот театарски центар, на почетокот на месец јуни, на 5 јуни, ја одржавме јавната дебата, едукативна кантасторија Кукли, сенки и други визуелни убавени, наменета за театарската заедница, каде што учествува следниве организации, театри, чиј програм е посебно посветен на детската програма, значи тоа е театарот за деца и младинци, Детскиот театарски центар, колективот Ветерница, Сенки и облаци, потоа Битолино фестивалот за деца од Битола,
фестивалот Силен штркот од Прилеп. Одлични соработници, представник исто од Факултетот за драмски уметности, бидејќи јавната дебата беше отворена низ призма на личната пракса да споделат дали имаме капацитети, ние повеќе организацијски програмски ги поддржавме, да се испита зрелоста дали има смисла да се иницира програма за предмет, задолжителен или изборен, кој што наменет за основните и за средните училишта, со цел изучување на куклените методи, техники и стилови наменети за деца. Мислењата беа поделени. Ние имаме снимки од сите овие програмски активности, можете да ги најдете на нашата YouTube страна и некои се со малку подобар, некои со послаб звучен квалитет, меѓутоа доволно корисни за да видите кој што дискутираше, какви идеи се споделија, кои се нивните размислувања. Претежно се затоа што искуствата вредат, меѓутоа сите сме свесни дека кризите во културата се тесно поврзани со уште поголемите и подлабоки кризи во образованието во нашата земја. Беше договорена соработка помеѓу Райнхард Ауер, одличен австријски режисер, специјалист за поставка на текстовите на Брехт и сродни епски теми. Требаше крајот на месец јуни да дојде и да изведеме соработката со ансамблот во театарот Прилеп, меѓутоа ради радикалното доцнење на средствата, едноставно се помести. Човекот праша дали можеме да некој друг термин во текот на годината да го изведеме тоа, меѓутоа колегите кажаа дека веќе крајот на август, септември, октомври работите со Брезовец и одложивме соработката за 2020 година, што можеби е подобра опција. Ќе се обратиме за поддршки до австриската амбасада со надеж дека ќе излезат во пресред за да не зависиме премногу од македонските фондови, бидејќи станува стресно. Јас добив информација дека ансамблот сакаше, независно кој е директор и менаџер. Што ансамблот сака, тоа треба да се спроведе, така, и никој не смее да биде пречка. Идемо понатаму. Оваа година воспоставивме одлична креативна соработка помеѓу нашиот центар и Хрватскиот центар, кој што го води екипата на Желка Турчинович и важи за еден од најразвиените центри на ИТ на Балканот, со сериозни програми, со максимална поддршка од град Загреб и Министерството за култура. Тие повеќе од 7 години одржуваат меѓународната, ја иницира пред се, ја одржуваат и развиваат меѓународната драмска колонија, која што се одржува во Грожња во Истра, во периодот од 1 до 7 јули. Наши представници ќе бидат Ирма Вашевска, една млада почетничка драмска авторка, и Драгана Гунин, незиното уметничко име, талентирана млада режисерка со неколку представи за себе, каде што врз основа на наменски напишан текст и во соработка со екипа од театарот во Сплит ќе развиваат заеднички проект. Така да тоа е една многу одлична органска интегрирана соработка на која што и се радуваме. Во септември имаме соработка помеѓу Силвија Хушар, креативен продуцент, и ансамблот на театарот во Струмица Антон Панов од 7 до 12 септември и во рамките, оваа соработка ќе влезе во рамките на Ристо Шишков фестивалот. Проектот се вика Конфронт драма. Господјата Силвија Хушар ќе зборува за природата и капацитетите на професијата креативен продуцент, што тоа значи. Меѓу другото ќе зборува за своето портфолио и своето CV, режисерите со кои што работи, режисерите со кои што развиваат креативни проекти, на кој начин ги градат фестивалските стратегии и меѓународните промоции, нешто што е многу битно. Треба да биде не изоставен, како се вика, тачнат на секој проект и кај нас. Меѓу другото ќе одржи практична работилница, каде што, бидејќи и преведувач, ќе ги комбинира аспектот и препознавање на потенцијалот на драмски текст на тамошна поставка низ призма на креативен продуцент и модерните класици маđарски, како и современите драмски, унгарско-маđарски автори, кои се најинтересни, каков стил применуваат, какви драмски структури развиваат, кои се инспиративни за превод и за адаптација и поставка во рамките на нашиот современ театар. Мислам дека ќе биде многу
корисно. Предавањето е отворено за целата македонска театарска заедница. Работилницата исто така е отворена за заинтересирани надвор од ансамблот, но пред се фокусот е ставен на актерите, драматурзите и режисерите вработени во театарот. Пред нас следи фоллоуапот на Сирота мала богата драма, односно изработка на каталог, во кој што се ставени рецензиите, кои што ги напишаа наши еминентни критичари, поети, актери, режисери и така натаму, дадо едно свое потикнувачко видување за вредност на кратките драми кои што влегува во оваа компилација и со цел обидот да ни е подхранет со многу материјали и поддршка за блиско идна поставка на овие дела на сцена, што е прилично тежок за да се навлезе во театарска продукција. Меѓу другото, како фоллоуап треба да доработиме и електронскиот каталог за дигиталната изложба Модерното на сцена и сонот на куќата, во подготовка и вебсајтот каде што ќе биде поставена дигиталната изложба со сценографските елаборати. Да се навратам на Сирота мала богата драма, сакам да ги прочитам, можете и сами, рецензиите кои што ги споделија со нас. Саша Огненовски, актер и писател и критичар, Игор Трајков, драмски писател и критичар, Сотир Трајков, новинар, театарски критичар, професорката Джесика Кафа, која што всушност и ќе ги вклучи во рамките на незиниот ангажиран театар текстовите, бидејќи се преведени на англиски јазик, Беспорти Дризи, актер и продуцент, Христо Петровски, писател, театарски критичар, професор издавач уредник, Лилјана Мазова, театарски критичар во Глобус магазин, Весна Дамчевска, новинар за култура во Нова Македонија, професорката доктор Ана Стојановска, театролог, професор на Факултетот за драмски уметности, Крста Джидров, сценограф, Филип Димковски, поет, Катерина Петровска Кузманова, истражувач и театролог, Слободен Трендов, актер, Митро Гогов, поет и професор доктор Звонко Таневски, поет, писател, професор, кој што живее и работи во Братислава. Голема благодарност до вас, колегите. Направивме успешна дигитална дистрибуција, која што моментално е во затишје, но ќе продолжиме понатаму. Не само на мрежите на IT центарот, него и на моите лични мрежи, постојано со секој ново надополнување ја испреќам да циркулира книгата меѓународно, светот на дигиталното, така да до себе нашата книга влиза во следниве електронски библиотеки, библиотеката на Гете институтот во Танзанија, потоа на Оделот за театар и танц во институтот Данца Алисија Алфонсо во Сеговија во Шпанија, потоа во Вилнус во Литванија во Академијата за театар и музика, потоа на страните на ОКНБК, каде што е достапна во електронска форма, потоа на порталот East European Performing Arts Platform, кој што исто така има дигитална библиотека, секако во IT Newsletter, потоа во градската библиотека на Браќа Младиновци, во библиотека на како се вика, на Националната библиотека Климент Охридски Скопје, потоа во библиотеката на Народниот театар во Шри-Ланка во рамките на Джана Каралија, културната фондација, потоа во Оделот за театар, филм и карнивалски студии во рамките на Универзитетот во Калабар, Нигерија, потоа во Театарскиот институт на Братислава, Словакија, еден од најразвиените со феноменални вакво детално архивски и документацијски материјали за историјата на словачкиот театар. Потоа во блогот на познатиот преведувач и автор Волфганг Барт, кој што е член на Евродрам интернационална, оваква мрежа за драмски преводи. Васил Михаил, еден од учесниците и авторите на кратките драми, меѓу другото познат режисер и актер, успеа да добие термин за јавно читање на својата драма во рамките на иницијативата Дело Олд Джари во Ковент Гарден. Потоа електронската библиотека во Универзитетот Севилја во Шпанија. На почетокот на годината бев поканета да ја промовирам книгата на Сараевска зима во интернационалниот фестивал, кој што постои 1982-1984 година, и уште една добра среќна околност за Васил Михаил, поканете
во 3 верзии да биде сценски поставена неговата кратка драма од страна на Medieval Collective. Наскоро следи промоција на книгата Уметнички устрој на Ордунг, филозофија и двојник, автор е Бојана Джелковиќ, издавачи се Академијата за уметности и науки во Лјубљана. Иначе тој прави еден филозофско-технолошки и уметнички осврт на опусот на Драган Животинов, кој што се бави во последно време со гравитацијско гледалишче или безгравитацијско гледалишче или безгравитацијски театар. Има долгогодишна соработка со светските астролози и нели го отвори астрономи, нели го отвори КСЕФТ витање уметничкиот космонаутски центар во Словенија, кој што за жал го одзема новите политичари го водат сосема друга екипа која што веќе не следам што се случува таму програмски. Потоа следи промоција на книгата по моја авторство, односно адаптација на за толку години на докторското истражување во Словенија антропологија на искуството во театарот. Секако отворени сме за конституционална соработка за нови јавни дискусии до крајот на 2019 година и за понатаму, затоа што впрочем Министерството за култура и поддржува такви соработки, што си ја делиме оваква одговорност и трошоците. Јавни дискусии не се профитабилен формат на соработка, него треба да користат за доброто на театарската заедница. Ја покривме и меѓународната чланарина за оваа година, 2019 година. Веќе трета година не поддржува одделот за меѓународна соработка на Министерството за култура, благодарност до нив. Следи и учество конкретна годината во традиционалниот регионален годишен состанок во рамките на Европската секција на мрежата на ИТВИ. Допрва треба да дознаеме местото на сретавање каде ќе биде. Обично се тоа различни европски фестивали, што е добра прилика да се видат и нови театарски продукции од локалната програма и од меѓународната, нови луѓе да се запознат и да се направи, како се вика, еден брейнсторм на тоа што до сега заедно сме направиле, не сме направиле, што може да се направи. Секогаш проблемот се средствата и долготрајноста на ентузијазмот. Понатаму следи нова серија на дигитални промоции на книгата Сирота мала богата драма, како и промоција на дигиталната сценографска изложба Модерното на сцена Сонот на куќата. Нешто повеќе да кажам за книгата Сирота мала богата драма, во вид на некаков краток колективен тичинг. Значи, поведот го напиша Улрике Зиха, 11 кратки драми, иако имаше повеќе учесници, меѓутоа тоа е таа бројка на активни придонесувачи кои што ја изградија содржината на оваква компилацијата. Биолошки часовник на Ева Камчевска, Сама на Надица Трајкова, Гулот на прозорец на Елена Пренџова, Кафе без цигари на Теја Беговска, Чудни се патиштата човечки на Кирил Дончов, Фонтана на Игор Поп Трајков, Коджак на Стефан Марковски, Паркинг на Васил Михаил, Расипан безобразен лажго на Лидија Митовска Ѓоргиевска, Смени спаси Ирма Башевска и монолог на тема за која ретко се зборува во нашите театри на Мија Кантарџиева. Сите напиша кратки драмски текстови кои што опфаќаат 4 страни. Текстовите се преведени на англиски јазик, книгата е двојазична. Во принцип се или монолози или камерни текстови за камерни представи со максимум 4 лика. Биолошки часовник на Ева Камчевска е еден симпатичен духовит блиц над реализам, каде што биолошкиот часовник сушно станува антропоморфен лик во кој што се јавува диалог помеѓу жената во паника на која што и истекува рокот за непроблематично раѓање на деца. Во Сама на Надица Трајкова, тоа е младо девојче која што само ланската година заврши средно училиште и не знам дали успеа да се запише на факултетот за драмски уметности на драматургија. Но многу интересен, не само цензуриран начин, зборува за депресиите на средношколците. Гулот на прозорец на Елена Пренџова е краток драмски текст кој што се случува на Skype. Меѓу другото на луциден начин зборува за субститутот на комуникација во рамките на новите дружења. Кафе без цигари е една поетична, романтична романтично поетски монолог на само преиспитување
на Теа Беговска, екзистенцијално и професионално самопреиспитување. Чудни се патиштата човечки на Кирил Дончов е еден црн хумор во комбинација со садомазохистички и сексуални елементи, во иронично циничен контекст. Фонтана на Игор Потрајков е една провокативна драма за ексцесот и екстремните провокации во светот на уметноста наспроти бруталноста на војните по порачка, доста актуелни овакво парадигми за современото време, и смислата и безсмислата на средствата кои што се користат за да се задржи вниманието во светот на современите визуелни уметности и која е смислата на актуелните современи војни кои што знаеме дека се дел од корпоративните бизниси. Во Коџак на Стефан Марковски, всушност извадок од неговиот роман Коџак, адаптиран во вид на драмски текст. Интересно е што не само неговиот драмски текст, скоро сите се тесно, како се вика, просто мутираат во помеѓу драмски текст и филмско сценарио, што е многу интересен овакво неизбежен феномен на моќта на филмот, како влија во секој формат, начин на изразување или себе изразување. Стефан Марковски, како во улогата на Коџак, има конфликт со своите родители. Неговите родители сакаат да се ослободат од него, го стимулираат да се осамостои. Меѓутоа, во овакви актуелни услови на корумпирани професии и екзистенцијално секојдневие, тоа е скоро невозможно. Е само деструктивен ризик. И тој својот отпор всушност го трансформира во еден интелигентен, високоинтелектуален хумор кој што станува симпатично безмислен. Во Паркинг на Васил Михаил фокусот е ставен на дисфункционалноста или на недоразбирањето помеѓу корисниците и институциите кои што ја возложуваат некаква услуга, бидејќи многу често работат луѓе кои што не се соодветни за тоа работно место. И конфликтот диалошки произлегува од тие разидување и недоразбирања, кој што ескалира во еден логореичен монолог, можда интересен. Расипан безобразен лажба на Лидија Митовска-Ѓоргиевска многу добро се надоврзува на дисфункционалноста помеѓу корисникот и наменските институции и корумпираноста на поштите, како и улогата на врските и нати дај ми, твој, мој, нечив, сечив, ничив и така натаму. Одличен драмски текст. Смени спаси Нирма Башевска е фокусиран на проблемот на младите луѓе кои што се во големи дилеми, илузии и желби по секоја цена да се иселат од Македонија и да си ја бараат својата среќа во било која странска земја, следејќи го, како се вика мотото, било каде, само не тука. Монологот на тема за која ретко се зборува во нашите театри на Мија Катарџиева всушност е една глобална критика на екокатастрофите кои што не обкружуваат, на проблемот со пчелите, на на младиот човек, нарушењето на илузиите на постарите родители, кои им треба многу долго време да се соочат со тоа дека реалноста на нивните деца е радикално, драстично различно од времињата на нивните младости во други некои системи и околности. Во принцип сите се многу едноставни за поставка, едноставни за гостување, доколку заживаат во некакви театарски овакво инсценации, едноставни за фестивалски гостувања и настапи. Јас посакувам и во рамките на моите можности лобирам да заживеат на сцена, па да видиме колку ќе успеат. Секако дека во тоа придонесуваат многу поединечно и самите автори, промовирајќи си ги своите кратки текстови заедно со преостанатиот опус, бидејќи се сите активни во доменот на театарот, книжевност и така натаму. Да видиме што се случува со резултатите на дигиталната изложба Модерното на сцена, Сонот на куќата. Повеќе работен наслов, односно го поиземјуваме насловот на работилицата на Јан Папелбаум, сценографски елаборати, за кој што исто така веќе лобираме за обратен процес на градење на театарски представи, односно текстови мотивирани и инспирирани од дивните сценографски елаборати.
да видиме што успееме за следната година да реализираме. Почуваме со Брехт групата, Јана Брсаковска, иначе учествува сценографи, архитекти, актери, кои што се и видите понатаму и архитекти, актери, режисери. Јана Брсаковска е млада архитектка од Прилеп, која што направи едно многу интересно видување на кавказски круг со креда, односно се инспирира сега веќе прилично многу експлоатиран кров на кровот на градскиот трговски центар, меѓутоа контекстуално многу луцидно и едноставно го трансформира во основна сценографија. Иначе, ова е изведок незината сценографски елаборат, како таа го реши всушност кругот, во кој што треба да се случува целиот тој мизансцен на агонија, бегство, војна, киднапирање, тензија помеѓу двете мајки во однос на бебето и така натаму не навлегувам длабоко во драмата. Симона Димковска, веќе ви е позната младата генерација на актерки, која што всушност е архитект, и тоа беше многу пријатно изненадување за нас и страшно интелигентно решение. Таа всушност го понуди за поставка напред на текстот скейт парковите во Скопје, посебно најголемиот кој што се наоѓа во центар наспроти владата, излегува на кеот на реката Вардар. Значи, јас тука само еден фрагмент ви давам, затоа што сакам, како се вика понатаму за некој месец, да уживате во каталогот дигитален, што ќе бидат вклучени во целост сите материјали со текстовно, пропратени со текст. Мартин Манев, актер и режисер, исто така го знаете од независната сцена, даде многу интересно решение. Тој користеше всушност мобилни дрвени апликации, кои што архитектите или аниматорите ги користат за адхок просторни решенија. На лице место правеше различни просторни инсценации, ги фотографираше со цел да го акцентира развојот на мизансценото, односно на драмското случување во текстот. Интересно е што оние кои што се актери, и режисери, актери и архитекти, размислувајќи и градејќи ги своите сценографски елаборати, всушност многу повеќе мизансценски тоа го праве. Значи многу поблиску до природата и потребите на актерот, што е предност на некој начин и беше додатно инспиративно и за Јан и за сите нас што сме бевме дел од организација. Ова се решенијата на Вишња Вујовиќ, која што во последно време станува своевиден стален соработник на Нина Николич, заедно со Нина двете соработуваа на работилницата, тие се инспирира од напуштените зони во железничката станица во Скопје на Кензо Танге и нивната идеја е всушност трансформација на тие инспирацијски простори, меѓу другото и еден дел од представата да се случува токму во тие чекални. Да речеме, една од коментарите на Јан Папелбаум беше дека како тоа, дека толкава голема железничка станица празна, не возени луѓе, не патници. Јас си викам, дали сакате да навлеземе подлабоко во состојбите или не? Реторичка од моја страна. Многу интересно решение, многу органски пристап, многу соодветно препознавање на градот и пренесување на фрагмент за татарската нарација според нивната замисла. Сега идеме кон Ивзен групата, според делото Дивата патка, Енес Деари, сценограф на детски театарски центари на албанската драма. Ова е дел од неговото решение сценографско, всушност една мобилна, повеќе профилна куќа, која што ротира, во која што се случуваат сцените во самата драма, вклучувајќи го просторот каде што е заклучена Дивата патка, односно клучниот акцент на ограничување на слободата, се вика тензичната тенденција за контрола над животот на другите, движењето на другите, делувањето на другите. Ова е пак решението прилично спектакуларно и раскошно на Филип Коруновски од Велешкиот театар. Неговиот став беше скриената страна на спектакуларната сценографија. Всушност, колку ве залажува и ве освојува и ве шармира, толку всушност треба и
да ве подсети на клучната ограниченост карактеристична за драмскиот текст. Марија Ветеровска, која што е познат сценограф во македонската опера и балет, просторот го реши на следниот начин. Сценографијата е составена од два дела, кои што се во некакво постојано движење, разидување и приближување. Значи, тука таа го стави фокусот на драмската емотивна карактеристика на дивата патка. Всушност, од сцена во сцена, постепено или брзо, се приближуваат, се допираат, се разделуваат тие два полупортали, кои што ја имаат функцијата на сценографијата. Благој Ристовски, млад архитект, во соработка со Марија Петровска и Даница Спасовска, исто така млади архитекти од Скопје и од други градови од Македонија, со помош на различни завеси и со еден многу постриктен архитектонски јазик го пристапија на сценографското елаборирање на дивата патка. За жал, тука многу не може да се види. Меѓутоа, нивната инспирација потекнува од стаклените фасади на градот Скопје, бидејќи беа единствената група која што од дивата патка, која што направи една обиколка на Скопје и лоцираше, препознаваше архитектонски ситуација од јавен простор, користејќи ги понатаму за обработка. И Горан Стојчев, визуален уметник, кој што всушност и многу повеќе беше ентузијастичен и сакаше нешто од сам почеток да научи за театарската сценографија, доста класичен и веќе виден пристап, меѓутоа е започет неговата желба, посветеност, работливост и волја. И јас ви благодарам за овој повед, се надам не ви бев многу досадна, доколку имате прашања, да молам повелете, би ви била благодарна и ве повикувам да си земете по еден примерок од електронската книга Силата мала богата драма, иако е достапен интернет, но сепак да си имате по еден примерок за вашите библиотеки. Фала. Значи, чули и врагови, се обидуваме да направиме од мал буџет. Буџетот е 300.000 денари, 70%, значи 210.000 денари, 90.000 денари за оние кои што ќе треба прво од свој джеб да ги дадеме, па да видиме дали ќе успееме да ги добиеме на време, некогаш или никогаш. Многу институции веројатно ви е познато како театрите. Викам, најдобро е и за вас, за нас, за сите, викам да си ги делиме. Викам, веќе носиме интересни странци, јас и на работилницата ги прашав сценографите, кои се сценографите што сакате, викам следниот пат, ако не успее да ви ги донесеме, некој вака што ве возбудува, инспирира, ќе дадеме се од себе да ги донесеме. И си кажуваат луѓе. Значи, можеме и така. Значи, не само онака метафеноменолошки да опитувате да поставите што е тоа што недостатствено треба, би било интересно, инспиративно, него и самите луѓе да кажат. Затоа што се тоа луѓе кои што учеле, им биле посочени од самите професори, па заедно сме некако помоѓни во сите овие турбуленции финансиски. Инкај, значи, театарот покрива простор, го обезбедува ансамблот, да се учествува, да се едуцира, да се ресетира, освежи, покрај својот професионализам, основна опрема да не овозможи. Преостанатиот трошок не го покрива. Трошокот за патни, трошоци, хонорари, храна за... Значи, ту сама се растеретни од најголемиот трошок, всушност, странецот, со своето искуство и финансиска вредност. Значи, ние ја преземаме таа одговорност. И сега не, се уште некои луѓе тоа не го разбираат, се што смета дека не знам какви пари се опрашање, не знам колку човек е собогат како организатор ние, и дека нешто премолчуваме, и дека не знам колку се вика добиваат некакви чудни идеи за екстерно плаќање. Значи, не. Тоа и Министерството почнува веќе да го финансира, нели, од Роберт Алагјозовски, и тој потоа. Така и се клети европската сцена. Идеме на исток и на запад, со инкајн соработки, си ги делиме врските, на крај имаме заеднички, одличен заеднички проект. Со им. Со конкретна содржина. Сите сме задоволни. Вин-вин, нели, многу актуелно. Вин-вин ситуација. Ама мислам дека така, ќе успе. Во Македонија се иде споро, ама не е безнадежно. Дали имате прашања? Коментари? Реакции? Јас имам коментар. Да. Здраво. Мислам, гледам овде,
не ги препознавам сите, ама мислам дека не гледам ниту еден продуцент. Мислам по салата. Сега, размислувам зашто е така, веројатно е така поради недоволна информираност, не за настанок, туку општо кои му се одговорностите на еден продуцент и полење на интерес. Ова би требало да е полење на интерес. Не само ова, туку било кој разговор, или не само разговор, туку и не знам, било каква иницијатива за театар или за театарско работење и така натаму. Има представници од повеќе организации тука, од Институт за театрологија, од Евродрам, гледам, сам био од ИТИ. Јас бих предложил, само сериозно го кажам, да најдете некој писмен човек во Министерството за култура и да се организира барем еднаш годишно семинар што му е работа на продуцент и какви работи треба да ги платете им, ако треба во Охрид 5 дена хотел, јадење, пиење, кавијар и таква работа, но сериозно треба некој да ги образува нашите продуценти што треба да работат. Мислам, не зборувам за пари само, не е работата само за пари, туку за проактивност. Така, за следење на настани, за следење на текстови, така овде има 7 текста, кои што некој продуцент ако ги прочита би можел да најде интерес да ги сработи. Најмалку за тоа служат фестивалите. Не е за пари работата, туку за проактивност. И мене ми е многу чудно како продуцентите во Македонија не се проактивни воопшто, како да се сведува работата само на распределување на буџетот во министерството. Седно да не зборувам само за театар, општо, освен во филм каде што има некакви помрднувања, макар се многу мали и таму се сведува на агенција за филм и на Евроимаш и толку. Значи нема копродукции, нема интерес, нема никаква проактивност, нема ништо настрана од тоа што е продукциите самите режисери си ги наоѓаат, односно режисери продуценти самите. Агенцијата. Ама тоа е пак од интерес, некој поголем, но во театар се помали парите, сите сме свесни за тоа, макар што не мора да значи, во европски рамки. Значи јас ќе ви кажам нешто. Вака, значи сериозно треба да се инициира семинар, да се научат продуцентите што има работа. Прво кој е продуцент? Значи тоа треба да се запрашаме и каква им е мотивацијата. Значи некој ако има мотивација ќе си доаѓа на фестивали, ќе си почне сам да си гради мрежа на, како се вика, и контакти со академии, кои се новите ликови, кои што режисерски, драмски, кои што се појавуваат, ќе ги следи фестивалите. Еве да речеме, ние сакаме да дадеме иницијатива да скоро на секој фестивал и вон фестивал да не биде само фестивалски пичинзи да организираме. Значи на драмски текстови, на режисерски концепти, ама треба пред се да се продуцентите, менаџерите присутни, за да точно знаеш што е тоа што го нудат овие луѓе и да се препознае нешто што би можело да биде некакво освежување за постоечкиот репертоар и програм. Например, Силвија ќе зборува што значи креативен продуцент. Тоа е уште еден степен поголем. Кога вие како силки креативно наблегувате во во естетскиот дел на продукцијата, значи заедно ја градите со преостанатата екипа. А не мора да е како силка стриктно колективно дело, него едноставно на некои режисери и актери им треба и креативниот аспект на продуцентот, да не го смислува само пост животот на театарското дело, например, кога зборуваме за театар. Има многу можности, само треба добра волја или добра волја или насила. И малце повеќе финанси, да. Обавезен семинар еднаш годишно. Јас се сложувам да си снимаме така да во другите области има, во медицина има, во архитектура има, обавезен семинари како треба да присуствуваат луѓе вработени државно или било како организација. Еве ќе му предложиме на Роберт Алагјозовски, нели е национален советник за култура, кој што има дослуг за театар, па да видиме како ќе прифати. Точно. Одлична идеја, ти благодарам многу за ова. И не е ништо страшно, само човек пред се треба да си ја сака таа продуцентска работа. Треба да ја сакаш пред се. И што ме ја сакаш, се справуваш и со успони и со падови. Мислам, тоа важно за се, ништо ново, ништо посебно човек не кажува. Само треба да си се подсетуваме постојано на тоа. Кој е продуцент, кој е менаџер, зошто е. Дали имате некои други прашања? Јас уште еднаш многу ви се заблагодарувам на рецензиите за книгата. Само да се надоврзам на тоа што кажа, како студент на продукција на ФДУ. Да, се согласувам, значи комплетно со тоа, буквално треба тоа да се случи. И исто така, пошто сум втора година, нели 4 години ни трае цела програма, сметам дека би требало да се вклучат и студентите во сето тоа. Да, значи не само тие што се веќе дипломирани. И мислам дека и полесно би ни дошло и нас како студенти да ја сватиме
продуцентската работа во театарот, пошто во Македонија реално не е развиена и многу од нас имаат проблем да сватат што всушност прави продуцентот во театарот во Македонија и треба, нели, пошто мислам дека во МНТ нели има неколку продуценти вработено, треба да се стремиме и кон тоа да се вработат продуценти во други театри за да се развие таа дејност, а реално како што напомена, тоа би се случило само со вакви семинари, така мислам дека е одлична идеја, тоа сакав само да го кажам. И со дослух на културните политичари. Да, реално. Да, многу важно. Да. Хвала. Да, браво. Да почне така. Еве, уште од месец јуни, постепено, во текот на летото, почнуваме да работиме и програмата за следната година. Дел сакаме да е во копродукција со театри, па им се нуди, па сега ќе видиме дали ќе помине прво на преселекција, па што понатаму. Па се до октомври-ноември, кога ќе си аплицираме како, нели, ново, па да видиме како ќе биде фидбекот. Сакам и за вас да напоменам, обично странските амбасади ги прифаќаат предлог проектите до септември, крајот на септември, понатаму оди тоа разгледување и на почетокот на следната година добивате информации дали е поддржано или не. Чисто вака една информација корисна, бидејќи од преку ланската година почнаа да добиваат, како се вика, повеќе средства и за културни соработки. Претходно сите беа нешто за активизам, корективи активистички од типот на политика во криза, како се вика, human resources, па не знам, корупција и едно друго, ја заборавија културата, мајде сега веќе се допингуваат со средства од нивните влади за културни соработки, што е многу добро. Али тоа не значи дека Министерството треба да се ослонува на нив и да не ги дава навреме средствата за да можеме да работиме, мислам, зашто ни служи тогаш Министерство за култура. Не сме Америка. Ако сме Америка, тогаш требаше да имаме нели супер култура на мецени, на спонзори, кои што ќе си ги фалев од дното на моето битие, затоа што ни покриваат се луѓето и градиме заедно убава соработка. Ама ние сме во Европа, на Балканот, имаме Министерство за култура е релевантна институција и треба убаво да соработуваме со нив добро, одговорно, коодговорно. А не ја некогаш кога ќе се јавам, дознавам дека референтката во 1 сат отишла детето од градинка да го земе. Значи, работното време е до 6, до 4 прави. И слични фриволни работи. Значи, не и само до одговорноста не паѓа секогаш на министерот, на неговите советници, на поединци спроведувачи во администрацијата и така натаму. Фала многу.